Вести на Канал 8. Министерството за финансии како доверител со ненаплатени побарувања иницираше продажба на поранешниот хотел Центар во Кочани. Вредноста на објектот се проценува на околу 270.000 евра, а електронската аукција е без почетна цена. На продажба е ставен објектот на поранешниот хотел Центар во Кочани. Зградата, што повеќе од една деценија е напуштена, разрушена и представува грда слика во централното градско подрачје, треба да добие нов собственик. Постапката за продавање ја иницираше Министерството за финансии, кое како доверител има ненаплатени побарувања од акционерското друштво Угостителство и туризам од Кочани, против кое се води стечајна постапка. Според јавно објавениот оглас, недвижниот имот на стечајниот должник се продава на електронска аукција, распореден во еден пакет без почетна цена. Вкупната корисна површина што се продава е околу 1600 метри квадратни, распоредени на 3 ката. Проценетата вредност на објектот изнесува близу 16 милиони и 660 илјади денари, додека земјиштето што се наоѓа под него, како и дворното место, не се предмет на продажба. Право на учество во електронската продажба имаат заинтересираните кандидати кои најдоцна до 2 декември ќе уплатат депозит од 10% од проценетата вредност. Јавната аукција ќе се одржи 2 дена подоцна, односно на 4 декември, и предвидено е да трае 30 минути. Минималниот праг за наддавањето изнесува 500.000 денари, а продажбата на целокупниот имот се врши на принципот видено купено. Понудувачот, чија понуда ќе биде избрана како најповолна, должен е да го уплати постигнатиот износ во рок од 8 дена. Но сепак, собранието на доверители ќе донесе конечната одлука дали имотот ќе биде продаден по постигнатата највисока понудена цена. Инаку, напуштениот објект е претворен во јавен тоалет и место каде се фрлаат отпадоци, па дури и преноќевалиште за бездомни лица, поради што повеќе пати беше побарано општината да преземе мерки за негово средување. Оттаму се правдаа дека не можат многу да сторат. Хотелот Центар е у приватна собственост, разберем, и општината не може да влијае. Може да влијае у тоа да ги присили за да се одржува редот околу него, и тоа ќе го направи, вашата сугестија ќе биде прифатена и ќе настојуваме да сепак ова се изгради таму нешто. Значи, надлежност е на да водиме сметка околу уредувањето околу него, ова што рековте. Дали ќе паѓа, дали ќе се фрла шут, дали ќе се трава и така натаму, и тоа ќе се преземе. Дали ќе успее продажбата на поранешниот хотел, никој не може да каже со сигурност, иако се работи за атрактивна локација на која се најавуваше изградба на објекти за различни намени. За сега, околината останува преполна со отпадоци и обрасната во грмушки, со што повеќе наликува на амбиент за снимање хорор филм, отколку пристоен центар на градска населба. Новиот претседател на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН е Лазо Митев и официјално ја презема функцијата. Тој ги повика граѓаните да се вклучат во акцијата за пријавување сопствени идеи, што би се вклучиле во предизборната програма на партијата. Изборот на Лазо Митев за нов координатор на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН за Кочани доби потврда од партиската централа во Скопје. Извршниот комитет ја прифатил одлуката на локалниот огранок на партијата на власт и за нејзиното целосно официјализирање се чека прифаќањето од Централниот комитет. Потврда дека партиските органи ја формализирале функцијата што ја презема неодамна дојде од првиот човек на Општинскиот комитет. Сепак, тој најави одржување на посебна пресконференција на која ќе представи својата програма за работа на партијата во Кочани, а во кратката изјава за медиумите ги повика граѓаните да се вклучат во акцијата за давање идеи за предизборната програма. Праќам апел до сите граѓани на нашиот град да се вклучат активно во формирање на нашата нова програма, која што, верувајте ми, дека ќе влезе во програмата која што ќе ни биде водилка во наредните престојните избори, така да ние така функционираме, така сме функционирале порано, така ќе функционираме и од сега. Факт е дека остваривме повеќе од 3000 проекти кои што се веќе завршени и верувајте ми дека и дел од тие 3000 проекти се предложени. Ние секогаш имаме практика пред сите избори, без разлика дали станува збор за локални, дали станува збор за парламентарни избори или председателски, да ги вклучиме директно граѓаните. Тоа е практика која што продолжува, така да еве уште еден апел, значи дека се вклучат сите да ни помогнат, значи во формирањето, и верувам, значи еве како председател на Општински комитет на Кочани, дека дел од нивните предлози на граѓаните ќе се најдат
и на програмата на нашата партија. На функцијата координатор, односно председател на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН, Митев го наследи својот претходник Иван Иванов, кој во меѓувреме стана пратеник. Освен што сега е прв човек на партијата во Кочани, тој истовремено е и координатор на советничката група на партијата на власт во Советот на Општината. Во завршна фаза влегува реализацијата на проектот за управување со сливот на Брегалница. В четврток во Кочани ќе се одржи јавна презентација на која ќе бидат представени досегашните резултати од него. По 3,5 годишно работење на терен привршува реализацијата на проектот за управување со речниот слив на Брегалница. Се работи за долгорочна активност во која беа вклучени 15 општини од регионот на реката, за што финансиски средства ги обезбеди швајцарскиот државен секретаријат за економски работи СЕКО, заедно со Министерството за животна средина и просторно планирање, како и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Според најавите, в четврток во Кочани ќе се одржи четвртата завршна презентација на предложената финална верзија на планот за управување со сливот на Брегалница. Планираме да го представиме веќе изработениот нацрт план, кој го работевме во изминатите 3 години. Планот содржи се што беше планирано според Законот за води и Рамковната директива за води. И сега оваа верзија ќе ја предадеме на Министерството за животна средина и просторно планирање за понатамошно постапување, значи за јавна презентација, дискусија и конечно донесување на планот за управување со сливот на река Брегалница. На презентацијата, што е отворена за граѓаните, се најавува и присуство на представници од швајцарската амбасада и од нашето Министерство за животна средина. Освен финалната верзија на планот, ќе се презентираат и малите инфраструктурни проекти што беа финансирани со првиот и вториот повик. Покрај планот, ние сакаме да представиме што друго е работено на проектот, а тоа се малите инфраструктурни проекти како втора компонента на проектот, значи 15 мали проекти веќе завршени во сливот на Брегалница, во сите 15 општини кои што се во сливот на Брегалница, а исто така веќе работиме, а со некои привршуваме со 3 мали проекти од вториот круг на мали инфраструктурни проекти, кои што се мали, но малце поголеми, значи 2 пречистителни станици во регионот, една за село Кучичино во општина Чешиново Облешево и друга за Карбинци. Планот за управување со речниот слив на Брегалница опфаќа и анализи на постојната состојба на теренот на сливното подрачје, но и сценарија за можната состојба со водните ресурси во следните 20 години. Неговата презентација в четврток ќе се одржи во салата на Правниот факултет во комплексот Асном со почеток од 12 часот. Стришанската чешма некогаш беше символ на љубовта, се потсетуваат постарите жители на Стришани. Чествување на Свети Архангел Михаел по 6-ти пат со собир пред чешмата стара над 100 години. Со реновирањето на Стришанската чешма пред 6 години се возобновија и празничните собири. Жителите на Стришани и други кочанци се собраа на чествување на празникот Свети Архангел Михаел, заеднички да му дадат почит на ангелот кој е нивен заштитник. Сакам да ги поздравам сите сограѓани од Стришани, сите сограѓани од градот Кочани. Сакам на сите оние кои што го празнуваат денешниот ден, сите оние кои што го имаат името, дали Ангел, дали Ангела, дали Михаил, дали Мишо и така натаму, да им посакам убави празнични денови, овој ден да им убаво помине и воопшто да оваа традиција зачуваме, да го сочуваме христијанството, да го сочуваме човечкиот дух во сите нас. Убав ден денеска, Свети Архангел Михаил празник и по тој повод традиционално се славе на Стришанска чесма. Инаку за ваша информација, ова историско место за жителите од Стришани, бидејќи од многу одамна овде стоката се поела, бидејќи Стришани е земјоделски крај и имаше и повеќе елаци и со чепови и со природна вода, порано, но после пред 5 години реконструира се Стришанска чешма и еве сега гледате како прекрасно изгледа едно место каде што циркулира населението како од Стришанското, од градот, така и од руралните средини, имат простор дека да се одморат, да се напијат една вода добра. Жителите на Стришани побараа од Кајапа водовод да се отстранат некои недостатоци во однос на хигиената и уредувањето крај чешмата. Фала на вниманието што се ово изгради и изчисти. Меѓутоа, ово треба да се чисте
365 ден. Секој ден. Оти тука има почиват деца школски, од селата, клупите се за тоа оставени. Кантонјеро по могучност да се тргне од тука и чешмата да биде и да се пресече врбата. Годинешните кумови Наде Ангелова и Елица Тодорова го предадоа кумството на Радко Димитровски и Ангел Максимов, кои ќе бидат кумови на собирот до година. Стришанската чешма останува символ на малото, кога некогаш тука произлегувале првите љубови, собирања и средби, кои за секогаш останале во сеќавањето на постарите жители. Кочанскиот православен храм Свети Великомаченик Ѓорги ги поддржува ваквите собири и свештениците го пресекоа и благословија празничниот колач. Богата трпеза беа подготвили жителите на Стришани. Си порачаа до година собирот да биде уште помасовен, а традицијата да продолжи. Од понудените книги на сајмот во кој годинава учествуваа 14 издавачки куќи, продадени се 27%, што е за 10% повеќе од лани, кога биле продадени 17% од книгите кои ги нуделе издавачките куќи. Одговорните во библиотеката Искра и издавачките куќи воглавно задоволни од успешноста на годинешниот сајм, кој траеше од 13 до 19 ноември. Од вкупно 4200 книги за продажба на 10-тиот поред сајм на книгата во Кочани, продадени се вкупно 1098, што представува 27%. Библиотеката Искра, која што годинава повторно беше домаќин на сајмот, бележи известно зголемување на продадени книги во споредба со ланската година за 10%. Лани биле продадени само 17% од понудените книги. Одговорните од библиотеката воглавно задоволни од успешноста на годинешниот сајм на книгата. Општа оценка на годинешниот сајм на книгата во Кочани е дека истиот протече доста успешно, со присуство пред се на 14 издавачки куќи, што е приличен број. Посетеноста беше на задоволително ниво, како од страна на граѓаните поединечно, така и од страна на учениците преку секојдневни организирани посети во библиотеката Искра. Сметам за потребно да истакнам дека додека траеше сајмот, на некои медиуми, поради брзање или за да бидат први во своите дојави, беа искажани паушални констатации за неуспешноста на сајмот, слабиот промет, одзив, слабата посета и слабата продажба на книги, што секако дека не е точно. Заради тоа ги направивме горе споменатите анализи и споредби кои вообичајно не ги правиме. Сајмот на книгата и него организираме за да кажеме колку се продадени книги или колку истиот е посетен од страна на читателите. Туку пред се заради промовирање на книгите, што ни е и основна дејност. Што се однесува за бројката на зачленети граѓани во библиотеката, споредбено од пред повеќе од 10 години, е зголемена и изнесува 2200 членови, кога во 2003 година имало 697. Библиотеката Искра со својот книжевен фонд и вработените секогаш им стојат на располагање на граѓаните и читателите во нивните барања за обезбедување на стручна и друг вид литература, додаде Ѓоргиева. Писателите кои најдобро знаат да ги одгатнат детските тајни, да раскажат за кревките чувства во младоста и да ве насмеат на еден чудесен, убав, ненаметлив начин. Тоа се Горијан Петревски и Киро Донев, кои за 2 дена ќе ги посетат сите 4 основни кочански училишта. Првиот ден остварија средба со учениците од основните училишта Свети Кирил и Методи и Никола Карев. Да се биде писател за млади не треба само навраќање во детството, туку и еден дел од вас да остане во него. Токму поради тоа, не секој би можел да ве однесе низ една приказна за детска љубов, како што тоа го прават писателите Петревски и Донев. На средба со учениците од основните училишта, тие ги представија своите дела, кои се лесно разбирливи и допираат до совеста на најмладите. Средбите се вонредно добри, затоа што читателите, учениците, забележувам дека се желни за вакви средби, но умеат да контактираат со нас, умеат да прашуваат, да поставуваат прашања, всушност умеат да разговараат. Книгите на писателот Донев пак се полни со шеги од секојдневието на детето, спонтан хумор кој доаѓа самиот по себе од авторот. Месец на книгата се слави, знаете кога, нели еден месец. Меѓутоа, мислам дека тој месец треба да трае цела година, заради тоа што
ние како автори сме застапени во повеќе учебници, читанки, во лектирите и така натаму, а знаеме дека децата во тие понови генерации веќе нели се окружени со други медиуми, електронски медиуми и така натаму. Се можеби се помалку имаат време за да другаруваат со книгата. Тие контакти, тие живи средби со писателите за нив се навистина многу важни, а и за нас, бидејќи ние учиме од нив, на некој начин секоја средба со нив е и едно мерило, еден избаждиран кантар, што би рекле, за разлика од таа официјалната критика, да знаеме што на децата им се допаѓа, а што не им се допаѓа да читаат. Во секој случај сакам да кажам дека Кочани е еден град кој ја негува таа традиција за книгата во континуитет. Средбите со учениците продолжуваат и наредниот ден во основните училишта Раде Кратовчи и Малина Попиванова. На 24 ноември во Центарот за култура Бели Мугри ќе биде промовиран новиот роман на писателот Киро Донев, Јамболија што лае. Станува збор за духовита книга која е многу блиска до децата, па и до возрастните. Следуваат спортските информации. Викендов се играше последното коло од есенскиот дел во првата фудбалска лига за жени. Женскиот фудбалски клуб Кочани се врати со победа од гостувањето во Куманово, а Младост ИДНИНАС играше нерешено на домашен терен. Пинг-понгарите пак како домаќини претрпеа висок пораз, додека кошаркарите на баскет Дино постигнаа убедливи победи против гостите од Скопје и Куманово. Супериорна игра прикажаа фудбалерките на Кочани во последното коло од есенскиот дел на првенството во првата фудбалска лига. Како резултат на тоа, од гостувањето во Куманово против екипата на Речица, тие се вратија со одличен резултат, совладувајќи ги домакинките дури со 9:0. Таквата висока победа и можеше да се очекува со оглед што Кумановки се последно пласирани на табелата, без ниту еден бод и со постигнати 3, а примени 45 гола. Со победата, женскиот фудбалски клуб Кочани останува во борбата за освојување на шампионската титула, заедно со првопласираниот Драгон 2014 од Скопје. Победата на кочанските фудбалерки во Куманово им овозможи да ја одржат негативната разлика од 3 бода во однос на директниот конкурент за пласман на врвот на табелата, што значи дека во пролетниот дел од првенството тие ќе стартуваат од второто место. Како екипа и како стручен штаб ние сме, можеме да кажеме дека сме релативно задоволни од постојнатиот успех. Се надевавме на освојување на сите бодови, меѓутоа надпреварот кој што се одигра во Скопје не дозволи, некои други фактори не дозволија женскиот фудбалски клуб Кочани се радува и да стане есенски шампион во оваа полусезона. Меѓутоа нашите амбиции не застануваат тука, со едни обемни подготовки, со една добра припрема и консолидација пред се во играчкиот кадар. Се надеваме дека пролетниот дел од сезоната 2015-2016 година ќе дочекаме поспремни и дека на крајот сепак шампионската титула ќе остане во градот на Орицот, односно во Кочани. Младост ИДНИНАС пак во последното коло од есенскиот дел играше против екипата на Топ Голо Битола и не успеа да ја искористи предноста на домашниот терен. Оризарки наидоа на цврст противник, кој се вмешува во борбата за пласман во горниот дел на табелата, така што нерешениот резултат од 2:2 веројатно е и максимумот што тие можеа да го постигнат. Со само 7 бода, колку што има и борец од Велес, тие ќе презимат на предпоследното место поради пославата гол разлика. Во првенството на првата пинг-понгарска лига викендов се одигра 6-то коло. Екипата на Кочани во салата на основното училиште Малина Попиванова ја пречека Младост 96 од Прилеп и непријатно разочара. Иако се очекуваше дека домашните пинг-понгари ќе имаат тежок меч против гостите кои се борат за шампионската титула, никој не предпоставуваше дека ќе прикажат една од најслабите игри до сега. На крајот претрпеа висок пораз од 5:1, со што се зацврстија во средината на табелата со само 6 бода. Во последно 7 коло, тие гостуваат во Куманово, екипа што е нешто послаба од нашите пинг-понгари, но постигнатиот резултат нема битно да влијае врз пласманот на двете екипи. Во третата кошаркарска лига за мажи се одигра 6-то коло, во кое баскет Дино постигна убедлива победа против Феникс 2010 од Скопје.
Домашните кошаркари не им оставија простор за надеж на последно пласираните скопјани дека ќе можат да направат нешто повеќе освен чесен пораз, па им го преполнија кошот, совладувајќи ги со резултат 64:45. Младинците на баскет Динопак, кои се надпреваруваат во М18 лигата група Б3, на домашен терен играа против Милановски од Куманово. Тие беа подобри од своите противници и им нанесоа катастрофален пораз од над 50 коша разлика. Крајниот резултат од 102:50 доволно зборува за односот на силите на теренот. Во следното коло, младинската екипа е слободна, додека во третата лига баскет Дино ќе гостува во Скопје против Карпош Соколи. Нови успеси за каратистите на карате клубот Лидер од Виница. Освоија 14 медали на меѓународниот турнир во Лесковац, Република Србија. 14 медали за членовите на карате клубот Лидер од Виница на меѓународниот турнир во Лесковац, Република Србија. Тренерот Дарко Гоцевски не го криеше задоволството од постигнатите резултати, стимул за нови сили и засилени тренизи. Рече дека може да се пофалат со одлични резултати на ИПОН купот во Лесковац, каде што со 8 представници зедоа 14 медали. Јане Постолов го зема првото место во кати во конкуренција од 40 каратисти. 2008 генерација женска конкуренција Ања Георгиева зеде златен медал, Михаил Анакиев сребрен во категорија машки 2007. Со бронзени медали се закитија Лазар Костадиновски, Мартин Ампов, Климе Тасков, Јани Постолов и Драган Змејковски. Во категорија кати, екипно 2007-2008, исто беа освоени неколку бронзени медали, со што младите и надежни лидери уште еднаш потврдија дека не застануваат овде и борбата за повисоки цели и успеси продолжува. Ги следевте вестите на Канал 8. Временската прогноза беше последната информација. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте убава вечер. Довидување.